Храброста на диџеј Ахмет, кој за љубовта е спремен да направи лудост, го освојува срцето на секој гледач. Од Радовиш до Јута, преку Централна Европа, се до Јадранот. Дејствието се одвива во Јуручко село во Македонија, а забранетата љубов поради класните разлики на двајца тинејџери не водени с филмот во чекор со извонредната музика како подлога. Ова е филм што секој мора да го погледне, затоа што ќе ве насмее, расплаче и возбуди. А кој се крие зад улогата на популарниот диџеј Ахмет, всушност млад овчар? Дознавате за 3, 2, 1. Така е, драги мои, во следните минути го запознаваме момчето, 17 годишното момче, кое што се крие зад улогата диџеј Ахмет. Ариф Јакуп ни се јавува директно преку Zoom од Али Коч, од Радовишко. И многу се радувам што ќе те имаме, Ариф, и покрај тоа што не си овде во живо присутен во студиото, вака преку Zoom се снајдовме, битно се поврзавме. Добре ни дојде во Слободен печат. Мераба. Merhaba. Насилсın. İyiyim, siz nasılsınız? Драго ми е што те имаме, Ариф. Најнапред еден огромен аплауз за тебе, за твојата улога, која што ти донесе светска слава. Da. Колку тебе диџеј Ахмет ти го промени животот? Може ли да ни раскажеш како се чувствуваш после оваа улога? Па, на снимање на почетокот една-две недели ми беше као не познавам никој од касто, ама после тоа се запознав со сите луѓе, сите што беше на кастинг и за това многу сум среќен што работив со така екипа, со така тим и многу ми е драго што се снима во оваа филм. Те смени ли тебе оваа улога? Забележуваш ли дека си поинаков после диџеј Ахмет? Па ме смени е малку, да. Ја не беше толку приближен со овците, а сега поише сакам да бидам со овците. Аха. Пример, да. Пример, дедо ми има овци, он чува овци. Со него сум, после филмот сум бил со него некогаш пати со овците и многу ми беше убаво, како да ви кажам. Сега поинаку ги гледаш, тие животни поинаку ги гледаш сега од после. Да, тоа е така. Ариф, дали некогаш си размислуваше и посакуваше да станеш филмска звезда? Дали имаше желба во себе да бидеш актер? Не, немаше. Ја тренирам уште фудбал. Ја тренираше фудбал пред 3 години и уште тренирам. А ова ми беше многу убаво да станам актер и сакам да продолжувам со глумење, со другари, така да сакам да бидам поголем актер, како да ви кажам. Да станеш популарен и да те има и во други филмови. Може така. Може ли да ни направиш споредба помеѓу Ахмет во филмот и Ариф во реалноста? Колку сте слични? Дали се пронаоѓаш себе си во ова момче? Дали имате сличности? Па да ви кажам не. Оти и Ахмет живее у Аликоч и ја Ариф живеам у Аликоч. Аха. Така да не сме многу слични. Само Ахмет не иде на школа, а ја идам на школа. Тоа ни е различно. Но да. Сакаш музика, така? Да, сакам музика и ја слушам. Дали снимањето ти беше напорно? Како ги паметиш сите тие снимања, целиот тој процес? Дали го доживуваше напорно или забавно? Присети се на најсмешните сцени, кога најмногу се смеевте, што ти беше најнапорно во снимањето? Па, многу се смеевме кога снимавме со оџата кај џамијата и со овците кога се снимавме кај во Скопје, во Сарај се снимавме вечерва, многу ни беше ладно, таму беше тешко, ние таму нема да заборавам, многу беше тешко и цел вечер требаше да снимаме со овците, кај журбата. Тој беше најтешкиот дел? Па можам да ви кажам да. А дали генерално ти беше тешко снимањето?
Па... Со оглед на тоа што ти не си професионален актер, значи Да. На почеток една недела ми беше тешко, искрено да ви кажем. А после на 2, 3, 4 недели не ми беше толку многу тешко. се навикна. Да. Што мислиш, зошто стана ти Диџеј Ахмет? Зошто те одбраа тебе? Па, не знам ја, тоа треба да прашувам на Ѓорги. Ајде ќе го прашаме и Ѓорги. Да, и на него треба да прашуваме. А кажи ми како се одвиваше кастингот? Тие дојдоа во училиштето. Јас знам дека тие проследувале повеќе училишта, дојдоа и во твоето Да. училиште каде што учиш ти, така? Како се одвиваше кастингот? Тука доаѓа Кика и Јозел, во Радовиш, Кристе Петко Месирков, таму учеше, тогај беше 9-то оделение и таму ни дадеа 10 листа, да попунеме тие листови, па од тато подпис, ово, знаете тие работи. Тие се потпунивме таму, после една-две недели Јозел и Кика пак доаѓа, го зема листови и на крају, после едно месец ме звонила Кика и вика, тебе ти биравме за главниот лик, за Ахмет. И тој момент, колку многу беше среќен, не можам да ви кажам. Не се опишува тој момент. И Да. кога го слушна тоа, дали некако поинаку почна да се подготвуваш? Дали повеќе гледаше филмови како треба да се глуми? Вежбаше самостојно дома? Сам си вежбаше по дома? Не, Откако ти кажаа дека ти ја имаш улогата? не правеше. Само пред снимањето, колку дена беше? 15-20 дена отидов во Скопје за проби со Ѓорги и со Александар Карделовски, имавме проби во Скопје. Таму отидов 15-20 дена нешто. Така. Да го научиш текстот, предпоставувам, тоа било врската твоја, а талентот очигледно е дека го имаш. Како? Велам, требало да го научиш само текстот, а талентот очигледно е дека го имаш, дека имаш дарба за глумење, тоа е повеќе од јасно. Да. Овој филм те однесе на многу места. Те однесе на Санденс, во Соединетите Американски држави. Бевте во Виена, во Словачка, во Египет, Црна Гора, Сараево. Сега, какво е чувството да се биде одеднаш главна улога на црвениот килим на престижни филмски фестивали? Какво е тоа чувство? Па, кога бевме во Америка, во Санденс, тога ја го гледав филмот прв пат. И кога заврши филмот, ние го излегувавме, као си вика таму, со целија екипа, и тој момент, као да ви кажам, многу ми беше убаво, као да ви кажам, не знам. И после тоа имавме други мести, фестивали, во Словакија имавме, таму го добијав најдобар актер. Да, награда за најдобар актер доби. Честитам за тоа. Ариф, навистина многу и убави интервјуа, погледнав од тебе во странските медиуми, гостуваше на повеќе места. Ова ти е прво интервју за македонски медиум, така? Да, прв ми е македонски ова. А турски го направив неколку. Во Словачка да направих, во Чешка и во Скопје имаше. А ова македонски интервју ми е прв, да. Како се чувствуваше кога го гледаше филмот прв пат? Кога се гледаше себе си на големото платно? Што се размислуваше тогаш? Што велиш, добар глумец сум? Па не знам. Добар сум, ама не е многу. За мене, не знам. Ама филмот е многу добар. Така да сакам да продолжувам овака во таа индустрија. Какви филмови сакаш ти да гледаш приватно? Имаш ли омилени глумци? Омилен филм ми е Интерстелар, да. А може ли да ни раскажеш, ајде сега малце за приватноста, да те запознаеме? Јас дознав дека имаш помал брат, така? Да, Исто имам. како во филмот? Едно брат имам и една сестра имам. Еден брат и една сестра. Какво семејство сте вие? Од какво семејство потекнуваш? Споменавме дека ни се јавуваш од едно јуричко село во Радовишко. Да. И сега раскажи ни како изгледа еден живот, какво е твоето семејство, што правите, како изгледа животот таму?
Па, ние тука се родевме и многу сум среќен што сум роден овдека и секој сабање станувам на тутун. Сега овде тука работиме на тутун. Со тутун, како да ви кажам. Така? Така да ние сме цела фамилија 5 души, сите работиме тутун од тука. Така да кога се отвори школото, сабање стануваме на школа и се доваѓаме после. Кога сме втора смена, исто така, вечер го доваѓаме на дома. Тоа ни на слободно време гледам филм вечер, слушам музика поише. Така со другариве возаме моторот тука кај планината горе. Така се поминува денот. Убаво е тоа место од кадрите на филмот, можевме да забележиме дека е убав предел, има многу природа. Вистинско уживање, имате чист воздух, барем тоа можеме да го заклучиме. Таму сигурно ви е убаво. Тоа ни е најважното, да. Колку пати го изгледавте со фамилијата, со семејството Диџеј Ахмет? Па ја го гледав 9 или 10 пати, а татко ми, мајка ми, брат и сестра, они се гледа 3 пати, мислам дека. Во Битола, во Скопје, не 2 пати, да, уствари. Во Битола и во Скопје само они има гледано. И какви се реакциите на твоите најблиски, на твоите другари, на твоето семејство, на твојот брат и сестра? Како тие реагираат? Многу се среќни и они, татко ми, мајка ми, многу се среќни, да. Кога го завршивме филмот, ме гушна, како да ви кажам, а од другариве никој нема гледан уште филмот. Уште не го гледале, не стигнал до нив, но ќе го гледаат. Ама тие знаат дека ти си популарен, тоа се го гледаат? Да, ме знаат, да. И има поддршка од училиштето, од професорите? Да, од професорите има многу. Математика професорката ми го гледала во Скопје на премиера. Таму беше и кога се враќавме на школа, вика, вика, колку си добар, вика. Не им се верува ни на нив. Да, и не му се верува. Всушност, ни ти не знаеш што поседуваш. Георгија тој што откри каков талент имаш ти. Сакам да те прашам и околу селото од каде што потекнуваш, од каде што живееш. Дали има таму куќи многу? Дали има многу мештани? Имате ли многу соседи? Па мислам дека 150-160 луѓе живеа овдека во Аликоч. А во Кочелија поише има, таму има 200, мислам дека 210 нешто така. Патувате сите што сте ученици, патувате во Радовиш со комбе? Патуваме со комбите до Радовиш. Не ни е многу далеко, туку блиско ни е 6 километри. Па ни трае 10 или 15 минути најмногу. Во кое училиште учиш сега? Во Сол Коста Сусинов. Тоа е гимназија? Да. Си трета година, така? Да, трета година сум. Таму учам. Каков ученик си? Со петки? Кој ти е умилен? Не ви кажам со петки, туку со тројки, четворки, така да, поише така сум. А имаш ли умилен предмет? Имам. Физичко? Да, еве го знаете, нема да прашувате. Физичко ми е омилен, да. Имаш веќе некаква замисла што, до година си 4-та година, размислуваш ли како ќе продолжиш со твојата кариера? Дали ќе се насочиш кон, можеби ќе се запишеш на драмски или ќе одиш кон спортот? Имаш некакви размислувања за тоа? Имам, ама не знам уште, не сум сигурен. А поише сакам драмски, не знам, можеби спорт да виде. Ќе видиме понатаму. Не си конкретно решен. Ајде пак да се вратиме малце на филмот. Спомена колку ти се промени сваќањето за овците. Многу сакам да ми раскажеш како изгледаа снимањата со овци, тие сцени, дали тоа представуваше потешкотија, дали беше тешко со оглед на тоа што сега треба да скротиш животно. Ајде раскажи ни околу тие снимања. Тука кога снимавме во Аликоч и во Коџалија, тука ни беше потешко, тука цело време го чувавме во
кај планината поише бевме, а во дома што се овсиве, таму беше полесно снимањето. Оти само сум со тие таму во едно место. Да, не треба да се движат многу, затоа било поедноставно. А со глумците, со актерите, со кои ти беше најинтересно да снимаш? Дали останавте пријатели со актерите? Со некој од колегите? Многу го сакам Малио, Агуш го наим. Тоа е многу добар и он е со актинго и Аксел ми беше многу смешно. Он многу смешки правеше, Аксел. А дали џамијата во вашето село е дигитализирана? Да. Да, е? Да. Во реалноста е дигитализирана, нема такви смешни моменти. Да. Музиката во филмот остава многу силен впечаток, нема гледач кој што тоа не може да го забележи. Многу силна енергија има во музиката. Колку си ти фан на музика? Каква музика ти слушаш? Па ја поише слушам реп. Да ви кажам. Го слушам и Еминем го слушам. Од Америка, од Турција слушам неколку. Повеќе сакаш побрз ритм? Да. Сега имам уште едно прашање. Диџеј Ахмет е заљубен до уши и за љубовта прави револуција, условно речено. Дали ти си заљубен и дали ти си спремен да направиш нешто вакво херојско за љубовта како што прави и Диџеј Ахмет? Не, за сега не сум заљубен на некој девојка. Ама не знам, ќе видиме понатаму как е. Сигурно ќе бидеш заљубен и ќе ни раскажуваш и во некоја друга прилика и за тоа. Во некоја друга прилика јас верувам дека ќе имаме можност повторно да се дружиме. Ти благодарам што одвои време. Навистина ми беше огромна чест што те запознав лично. Фала ви на вас многу. Се надевам дека убаво си помина со нас и со гледачите на Слободен печат. Да. Фала ви многу. Голем поздрав, уживај во чајчето, нека ти е на здравје и се гледаме во некоја друга прилика и секако те очекуваме и на некој друг филм. Чао, чао. Добро. Фала ви многу за интервју. Се гледаме во друг начин. Секако, тука сме ние да те поддржиме тебе. Почитувани, јас и вам ќе ви се заблагодарам што не проследивте. Верувам дека ви беше интересно да го запознаеме кој е тој што се крие за Диџеј Ахмет.